Црни денови за нашата економија. Од 2012 година наваму пропаѓа секоја трета новоформирана фирма. Околу 30% од новоотворените предпријатија во првите 3 години од своето работење својот бизнис го затвораат. Споредено со просекот во Европската унија кој што изнесува 7%, можеме да забележиме дека нашава бројка е драстично поголема. Статистиката во случајов покажува дека најголем дел од овие фирми се со дејност трговија, но нивната смрт сепак носи последици. Причината за отворање на трговски фирми е не друг тип на компании. Првично се гледа во тоа дека се мали вложувањата во однос на фиксните средства. Исто така знаењето во однос на тие производствени процеси, ноу-хауто кој што кај нас во државата сигурно кај економските субјекти е многу помало за разлика од другите западни земји, е исто така голема причина за не отварање на производствени капацитети, туку отварање повеќе на трговски компании. За илустрација, во 2012 година кај нас се формирани 8329 фирми, од кои 2198 се трговски. Дали овој сооднос е реален? Па сигурно дека отварањето на трговските компании како поголем сооднос во однос на вкупниот број на компании не е реален. Она што е потребно за нашата економија сигурно се отварање на производствените капацитети. Од друга страна, најдолговечни се фирмите со дејност здравство, финансиски услуги и слично. Според статистика, процентот на фирмите кои преживуваат е следниот: трговија 30%, услужни дејности 15,7%, административни 17,2%, преработувачка индустрија 8,4%. Што може да го подобри работењето на овие фирми? Јас би рекла најдобро е на надворешните фактори на влијание да се прилагодуваме, додека да го менуваме она што е во наша способност, а тоа се секако организацијските аспекти на самото работење и поголемо влијание да се даде на маркетингот на предпријатието. Инаку, Македонија според големината на фирмите важи за економија во која доминираат малите фирми. Ги има дури 91,2% и вработуваат 33,7%. Само 0,2% се големи фирми и тие вработуваат 23,3%. Останатите се компании со средна големина.